Јустинијана Прима. Невозможно е да се раскаже се точно и подробно, бидејќи секој опис е подолу од величието на тој град, кој што му е достоен на Василевсот. Посветените пак на Бога места не е лесно да се набројат. Гостилниците за војсководци тешко е да се искажат. Големината на тремовите, убавината на плоштадите, кладенците, улиците, бањите, пазарите, едноставно. Град голем, густо населен и во се друго толку богат за да биде метропола на целата област, значи со толкаво достоинство се здоби. Освен тоа му беше определен архиреј Илирски, а другите градови одстапија, зашто овој беше по величие прв. И така, тој му ја возврати славата на царот. Градот се фали дека го изградил царот, а царот наспроти тоа се гордее дека го создал градот. Најстарата населба на Скопската тврдина датира од времето на неолитот, околу 5000 години пред наша ера. Што значи континуирано се живее во Скопје најмалку 7000 години. Првата утврдена населба датира некаде од почетокот на првото илјадолетие пред наша ера. Значи од појавувањето на железниот период и како утврдена населба, подоцна како фортификација, континуирано постои се до денешно време. Една од најважните реурбанизации, санација и реконструкција на тврдината настанала по земјотресот од 518 година во времето на Јустинијан I, односно на управда Вистинијан Истинијан. По земјотресот од 518 година, според податоците што ни ги даде или што ни ги дава Марцелин Комес, беа срушени 24 градови со се населени. Според податоците што ги дава личниот секретар и историчар Прокопи од Кесареја или Прокопи Кесариски, во неговиот спис за градбите, во јавната и тајната историја, добиваме извонредни податоци за времето во кое што живеел и творел Јустинијан, за огромните превземени градежни интервенции, за големата реурбанизација, за создавањето на првиот град меѓу оние 570 градови тврдини, за првиот град на Јустинијан или Јустинијана Прима, Јустинијана I. Кога зборуваме за Јустинијана I, треба да имаме предвид дека тоа е цел еден комплекс од околу 69 тврдини, вклучувајќи и централната тврдина, значи комплекс од 70 тврдини, на еден релативно мал период, што значи имаме една густа изградба на тврдини, на градови тврдини, кои се спротивставувале на сите наезди од север кон југ и нормално од оние кои доаѓале преку Дунав. За да се засили царството, Второто Македонско царство, викаме второто, бидејќи царство Византија не постои, следствено нема ни рана Византија или рано Византиско царство. Самите они во своите списи честопати се нарекуваат како Ромеи или Ромејско царство, значи продолжување на Римското царство. Сам Јустинијан сакал да се представи како наследник на неговиот претходник Александар Македонски и Филип Македонски, и затоа честопати викаме управда Вистинијан, Истинијан или Јустинијан. Тој е големиот македонец од селото Таур. Тоа се наоѓа на околу 18,5 километри југоисточно од центарот на Скопје. Тоа фактички денес се наоѓа веднаш
на ридот, кој оддалеко кога погледнеме личи на некој приседнат или прилегнат бик и точно на главата на бикот или на биволот се наоѓа 4 кулие. Еве ме и на ова возвишение, кое веќе 8000 години расте во една специфична македонска цивилизација. Еве ме на местото каде што е роден најонеправданиот скопјанец во севкупната историја на Скопје. Човекот се вика Управда, а подоцна е именуван како Јустинијан Први Велики. Тоа е човекот кој го даде законодавството на целиот западен свет. Се до 17-тиот век тоа се викаше Јустинијаново право или Кодекс Јурис Цивилис, а подоцна, откако Европа реши да напиши севкупна историја на светот, Јустинијановото право е преименувано во римско. Зошто велам најонеправдан скопјанец? Од едноставна причина. Неговата величина е немерлива во однос на секоја друга величина од европското историско минато, а сепак за него скопјани денес не се сеќаваат. И што е поголема неправда, освен да ги заборавите величините, да ги заборавите добродетелите на вашите сограѓани. Луѓето без кои не би постоел овој град, не би продолжила оваа култура. За да се одолжи на својата родителка или на својата татковина, ја обнови или ја изгради тврдината 4 кулие. Ние се наоѓаме на горниот дел на платото на некогашната тврдина 4 кулие. Пред нас фактички се наоѓа тркалезната кула, а одовде надолу се шири 4 кулие. Значи со ориентација исток-запад. Самата тврдина 4 кулие се состои од тркалезна кула и 3 четириаголни кули со еден четириаголник кој е прекршен во правец од запад кон југозапад. Под него се наоѓало подградието. Точно наспроти тоа 4 кулие се наоѓа денешната Скопска тврдина, горниот и некогашниот долен град или градот Јустинијана Прима, град со кој што се гордеел не само императорот, туку се гордееле сите во царството. Градот одговарал на големото име на царот Јустинијан, а Јустинијан се гордел со градот што го изградил за своите граѓани. Имаме ѕидови, имаме кули под кули, имаме порти, имаме главна порта, имаме градска порта, имаме меѓукулие, имаме раскрсници, имаме чешми, имаме водовод. Тој изградил нов центар, културен, црковен, административен, воен, трговски. Со сите овластувања што ги даде на првиот архиепископ на Јустинијана Прима, архиепископот Кателијан, неговите овластувања со пренесувањето на седиштето од Солун во Скопје биле огромни. Зафаќаат простор на цел Македонски полуостров, вклучувајќи ги и оние цркви и манастири кои се наоѓале во Света Гора, во Сердика, денешна Софија, до Ниш,
на запад до Јадранско море и така натаму. За да може да функционира и да екзистира плански изграден град, не можел да екзистира без да има соодветно напојување со вода, и затоа Прокопије напишал дека он го снабдил градот со изобилни вечно течни води. Еден од најмаркантните објекти од тој временски период е Јустинијановиот акведукт. Неговата геометрија следна: 385,8 метри должни. Просечната широчина на столбовите е 2,20. Тие се скоро со квадратна форма. Вкупно има 53 столбови и 54 сводови. Има јужна и северна пристапна рампа, а на горниот строј има остатоци од некогашниот канал кај што течела водата. Според истражувањата што ги направивме, ширината на тој канал за пренос на водата од Скопска Црна Гора изнесува некаде 80 сантиметри и веројатно висината била околу 1 метар. Вкупната должина на водоводот од времето на Јустинијан изнесува околу 10,5 километри од изворот Лаовец и Лавовец на Скопска Црна Гора, па се до горниот град на Скопската тврдина. Во времето на Јустинијан веројатно била една промашена инвестиција, тоа е обидот да се снабди и долниот град со вода. За време на случајни истражувачки работи кои се направени во непосредна близина на касарната, пронајден е крак кој водел до долниот град, значи до подградието. Ширината на тој ископан канал изнесува околу 1 метар, височината околу 2,5 метри. Камената конструкција над тој канал лежала на дрвена конструкција и тука веројатно била грешката. Дрвената конструкција попушти и така на делови фактички е засипан цел тој канал. Меѓутоа, на дното на каналот има остатоци од друго каналче со димензии некаде 60 на 40, значи 60 широчина на 40 височина, и тоа е фактички една од гранките на водоводната мрежа за снабдување со вода на долниот град. Во Јустинијана Прима, значи денес ние викаме во денешно Скопје, треба да се бараат остатоците од тој град. Еден од главните маркантни докази за постоењето на Јустинијана Прима во централното градско подрачје е секако и овој остаток од 135 метри должни североисточен бедем, или како што ние го викаме Киклопски зид, изграден во опус квадратум. Градот се делел на горен и долен град. Во тој временски период не бил изграден ниту град по таа големина, ниту град по таа убавина, ако судиме по се оно што ни напишал и ни оставил како сведоштво Прокопи Кесариски. Јустинијан владее 38 години, од 527 до 565 година. За тоа време он војувал со повеќе освојувачи. Благодарејќи на извонредните генерали, како што беше Велизар, тоа значи Велика Зора. Он бил окружен со македонски војсководци, со македонска администрација. За да се засврси царството, решил да го изгради Лимесот. Тоа значи северните тврдини покрај самиот Дунав. Меѓутоа, од сите тие 570 тврдини, фактички најголем, најзначаен комплекс е комплексот на Јустинијана Прима.
Не може да се замисли централното градско подрачје без символот на градот, Јустинијановиот камениот мост во Скопје, со пристапни рампи, со челни ѕидови во опус квадратум, со геометрија во должина од околу 220 метри, широчина од 6 метри и 33 до 6 метри и 40 сантиметри помеѓу челните ѕидови и нормално со интервенции кои се направени во средновековниот период, почнувајќи од 1444-46, па завршувајќи со последните интервенции на Јустинијановиот камениот мост во Скопје, кои се направени 1991, 1995, 1999 година и 2002-2004 година. Ниедна архитектонска и урбанистичка композиција во денешно време не може да се замисли без овој извонреден, оригинален споменик на културата, кој во централното градско подрачје веќе постои околу 1500 години. Ова е најдобар доказ дека Јустинијана Прима, покрај сите други остатоци што ги имаме, како што е Киклопскиот зид, Јустинијановата порта, Јустинијановиот камениот мост во Скопје, остатоците што се најдени на длабочина некаде од 6,5 метри од сегашното ниво на комуницирање во црквата Свети Спас и други такви наводи, сведочат дека Јустинијана Прима со сиот свој одбранбен систем од 69 тврдини се наоѓа имено на ова локација кај што денес е Скопје. Уморен сум. Се уморив градејќи цивилизација за други, да се одмориме малку, Теодора. Овој цитат се уште не е откриен од периодот и историјата на живењето и делувањето на Јустинијан од Скопје, најголемиот западноевропски и воопшто европски император кој досега управувал со територијата и ја надградувал цивилизацијата на Европа. На својата смртна постела, по повеќе од 80 години стаж низ еден живот полн со превирања, веројатно Јустинијан се присетил пред да го пречекори прагот на соништата, а тој и никогаш не ја заборавил својата сопруга и најголема љубов Теодора, царицата, која што, иако денес не ја славиме и ја забораваме, сепак таа за европската култура представува прва жена која успеала во законот на Јустинијан да внесе и права на жените. Но за тоа подоцна. Јустинијан први, градителот на Скопје, човекот кој се одолжува на својот роден град, не е значаен само по тоа. Тој може би интимно за скопјани значи многу, иако веќе еднаш реков, тој е најонеправданиот скопјанец, но ние полека ќе се одолжиме кон тоа. Јустинијан е човекот кој го даде законот по кој и денес се управува цивилизираниот свет. Во негово време е воведена нултата година, годината по која што се управуваме денес. И од тогаш наваму ние времето го мериме пред Исуса и по Исуса. Но пред се и над се, Јустинијан е човек обичен, човек од македонска крв,
човек жеден за знаење, жеден за градење и жеден за љубов. Неговата врска со Теодора започнува далеку пред тој да седне на жешкиот престол на Второто Македонско царство, што обично го препознаваме како Византија. Во тоа време тој е најпопуларниот маж во Цариград. Тој е роднина, внук на императорот Јустин, меѓутоа е исклучително успешен генерал, човек во зрелите 40 години, човек кој покажува извонредни резултати на универзитетите во Цариград, Антиохија и Александрија. Човек кој ги совладал знаењата на правото, економијата, градежништвото, теологијата. Тој најпопуларен маж се влюбува во најпопуларната жена на Цариград, тоа е Теодора. Теодора е актерка. Таткој води патувачка актерска група. Теодора познава многу јазици, многу вештини, но пред се и над се таа представува жена интелектуалец и борец. Секаде каде што таа ќе се појави во Цариград, секаде околу неа се собираат луѓе. Ни денешната најголема холивудска звезда не можела да собере толку народ колку што можела Теодора да собере кога само ќе се појави по улиците на Цариград. Така, иако незиното потекло недокажано е со сина крв, а во тоа време воопшто не припаѓала кон таа висока категорија на луѓе, што на одреден начин значи дека во Византиската империја таа и немала право да претендира да се влюби во човек од така висока категорија како што е Јустинијан. Сепак, нивната љубов била опеана низ Цариград и Јустинијан донесува одлука дека ќе се жени за Теодора. На тој начин ги поредува сите закони, ги поредува сите роднини и сите благороднички ќерки кои претендираат да се мажат за овој благороден маж и иден император. Но неговата личност и личноста на Теодора прекршуваат еден многу важен закон, но тоа прекршување значи и спас на Второто Македонско царство, бидејќи веќе во 532 година, кога почнуваат бунтувањата во Цариград, Теодора е таа која што ќе ја донесе клучната одлука за спас на империјата. Инаку, дури и самиот Јустинијан се колева во тоа време дали да го напушти Цариград или да војува против бунтовниците. Значи, овие две сјајни личности, овие меѓници на светската цивилизација, особено на европската, имаат корени овде и се вградиле себе си со најголема љубов во изградба на градот Јустинијана Прима, градот кој е дел од историјата на ова наше Скопје. Приказната вообичаено илустрираме со текст, со артефакти кои представуваат дел од археологијата, но никако да се доближиме до реалноста на животот во 6 век, во времето на славниот маж Јустинијан и извонредата жена Теодора. Затоа дојдовме во етнолошкиот музеј да ви прикажеме една скопска носија која е изработена во 20 век, но до сега ниеден етнолог не се позанимавал со незиното потекло, корените и утврдување на староста на дизајнот на токму оваа невестинска носија од Скопско. Во неолитот, во приказната за неолитско Скопје, утврдивме дека македонците се традиционалисти и совршени во изведбата и дизајнерството, така што нивните проекти траат со 8, со 6, со 7 илјади години. Според тоа постои основа да се претпостави дека оваа носија не е носија народна и анонимна, туку дизајнирана носија во периодот на царската династија македонска. Ако овие елементи што се наоѓаат на носијата ги замените со поскапоцени, тогаш веднаш ќе можете да забележите сличности со досега
единствената, популарна и позната представа за Теодора, која што се наоѓа на мозаикот во црквата Свети Виталий во Равена. Оваа значајна жена спроведува прв пат во светот, значи во историјата на човештвото, закони кои ги заштитуваат жените. Значи, таа е првиот женски активист. И таа е македонска царица, која се знае со известност дека го посетила Скопје. Хроничарот и личниот биограф на Јустинијан Прокопи од Кесарија е исклучително љубоморен на оваа жена, со оглед на тоа дека таа по својот коефициент на интелигенција далеко го надминува неговиот, прави корекции на неговите списи, се меша во неговите одлуки, дури и во присуство на царот покажува дека е таа помоќен интелект отколку Прокопи. Затоа тој не и се свети во тајната историја, наградувајќи го нејзиниот лик со карактеристики кои не би биле својствени на неа со оглед на постапките кои ги прави. Еве ги законите кои таа ги носи за да ги заштити жени. Прво, отвара домови во кои што жените што немаат маж или се избркани од мажот или се вдовици ќе можат да се сместат на сметка на државата. Потоа, дозволува секоја жена да има свој приватен бизнис. Понатаму, воведува санкции за секој маж кој ќе малтретира жена и натаму дозволува жената да игра важна улога во животот со оглед на тоа дека во времето на Јустинијан е познато дека има и жени банкари. Необично е што Скопје досега не подигнал споменик за оваа извонредна македонка. За неправдата да биде покомплетна, злосторот да биде поголем, не само што името на Јустинијан е потоморено во сеќавањето на скопјани, туку и локацијата на која што е роден овој великан на светската историја и цивилизација, исто така е девастирана со неразумни потези кои до ден денес никој не се обидел да ги оправда или објасни. Ова зад мене што го гледате, во периодот кога Јустинијан уживал во својата палата и ги ружал и ковал своите детски соништа за достигнување на одредено величие, заради тоа што македонските великани и македонските благородници биле секогаш подготвувани за големи чекори и големи потези во историјата, тој одовде можел да види непрегледно Катлановско езеро, кое било пребогато со риби и птици. А од другата страна, на соседниот Рид, Јустинијан, како мал, одел да го прави она што ретко кој во тоа време можел да си го приушти во Западна Европа. Тој уживал во бањскиот туризам, во прекрасните топли катлановски води. Од сето тоа денес има само сеќавање кај малкумина скопјани, но внимание, гласот на крвта проработува и веќе ние, граѓаните на Скопје од крајот на 20-тиот и почетокот на 21 век, почнавме да се сеќаваме. Денес правниот факултет се вика факултет Јустинијан I, а се почесто почнуваат да се појавуваат граѓански иницијативи за возобнова на ова прекрасно Катлановско езеро.